4 надпреварувачки и 1 гран-при се пријавени за учество на овогодишната манифестација Вешта жена, што ќе се одржи на 28 февруари во 18 часот во ресторанот Амор. Има заинтересираност за присуство, велат локалните организатори. Вешта жена и оваа година, како и секоја друга година, се организира во хотелот Амор, така да оваа година имаме 4 надпреварувачки и 1 гран-при надпреварувачка. Ќе се одржи на 28 февруари во 18 часот, ви реков, во Амор. Чесми ако повеќе жени дојдат, досега негде околу 300 карти се продадени. Тоа е едно голем број на карти, голем број на жени кои навистина ќе дојдат на оваа забава, ќе има што да видат, што овие вешти жени направиле, да видиме колку се креативни, нивната креативност, нивната умешност. Ви ги поканувам сите жени кои досега не зеле карти, нека дојдат, нека се дружат заедно со нас. Мислам дека забавата ќе биде многу убава. Оваа година ќе биде една новост, така да ние самиот настан ќе го отвориме со едно ново формирано здружение на една фолклорна група од Кочани Митко Алексов, така да жените, највозрастните жени од оваа група ќе се прикажат, ќе го отворат наставот со едно убаво градско оро и ќе биде едно големо задоволство да видиме што пак на другата страна повозрастните можат да направат, не само да се готви, да се сервира, да се гледа онаа умешност на вештите жени, туку и една умешност на едни жени рекреативки кои навистина сакат да го представат и фолклорот и играта во едно убаво руво, така да ќе ни биде чест и задоволство, но сепак се надевам дека повеќе жени од градот ќе дојдат. Учесничките се надпреваруваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање салфета, општ впечаток и цветни декорации. Жените ќе ги забавува групата Хармонија. Влезницата годинава изнесува 450 денари со вклучена вечера. Ќе има и наградна игра за гостите и награди за учесничките. Кочанските представнички досега добро го представуваат својот град на републичката манифестација. Имаат освоено повеќе први награди во категориите декорирање маса и за декорација на главно јадење и десерт. И овогодишната победничка и гран-при ќе учествуваат на републичката манифестација, што и годинава ќе се одржи во Тетово.